Добар ден, драги ученици! Добре дојдовте на наставниот час по природни науки за второ одделение. Јас сум наставничката Сања Накова од Општинското основно училиште Кирил и Методи од Свети Николе. Денес ќе учиме за природни и произведени карпи. Ова е Адо. Тој доаѓа од едно поинакво време наречено камено време. Денес од Адо ќе научиме дека карпите се наоѓаат под секоја површина на земјата. Карпите се формираат на различни начини. Ќе научиме да препознаваме некои видови карпи, природни и произведени, и да ги употребуваме различните видови на карпи. Ќе собираме докази преку наблюдувања и ќе ги користиме секојдневните искуства. Најпрви Адо ќе ве запознае со планетата Земја. Земјата е направена од карпи. Карпите се тврдите делови од површината на земјата. Тие ја сочинуваат земјината кора која личи на лушпа од портокал. Оваа кора лежи на слој од растопени карпи, наречени земјина обвивка, а под неа се наоѓа врелото јадро на земјата. Еве како изгледа натрешноста на земјата. Од озгора ја имаме земјината кора, обвивката и јадрото. Адо доаѓа од едно престаро време, наречено камено време. Некои карпи во ова време се создале кога земјата се изладила пред милиони години. Некои биле здробени, некои се стопиле, некои се создале на дното на морето. Карпите се поделени на три главни вида: магматски или вулкански карпи, седиментни и метаморфни карпи. Адо се занимава со ископување на карпи. Магматските или вулканските карпи ги ископува близу до вулканите. Магматските карпи или вулкански карпи настануваат со ладењето или стврднувањето на вулканската лава или магма во самата земјина кора или на нејзината површина. Откако ќе се оладат, се врши ископување на оваа карпа, која има многу голема цврстина и се користи во градежништвото. Седиментните карпи, како варовникот и песочникот, се направени од другите карпи наречени седиментни. Реките ги однеле, се наталожиле во слоевите под водата и со текот на времето станале цврсти. Овие карпи најчесто се напластени во хоризонтална положба и се состојат од слоеви со различна дебелина. Метаморфни карпи настануваат од седиментните и од магматските карпи под влијание на високите температури и зголемени притисоци во внатрешноста на земјината кора. Ова е домот на Адо и неговото семејство. Семејството на Адо има 4 члена. Адо, неговата сопруга Еда и дечињата Јан и Ана. Диносаурусите се нивни миленичиња. Адо со своето семејство живее во дом кој се наоѓа во карпа. Карпите, кој ги ископува, ги рони и добива помали и поголеми камења, од кои потоа прави предмети за својот дом и за ловење. Еве како изгледале предметите кои луѓето ги употребувале во каменото време. Каменот го обработувале со удирање и со кршење. Подоцна се појавило и првото писмо. Пораките кои луѓето сакале да ги пренесат, ги втиснувале во глинени плочи.
А сега да повториме. Како се делат карпите според настанувањето? Токму така, ученици. Карпите се делат на вулкански, седиментни и метаморфни карпи. Следното прашање е: каде се наоѓале домовите на луѓето од каменото време? Точно. Домовите се наоѓале во карпите. На какви плочи луѓето ги втиснувале пораките? Така, пораките ги втиснувале на глинени плочи. Според ова можеме да заклучиме дека глината е природна карпа која настанала со седиментното таложење што се јавува по свлекувањето на седиментните карпи и поместување на друго место. Се користела пред многу години, а ја користиме и денес за изработка на разни предмети, моделирање, обликување скулптури, садови, украси и друго. На оваа слика можете да ги видите глинените карпи во природата. Глината е природен материјал. Кога ќе се измеша со вода, се одликува со пластичност и е лесна за обликување. За да направиме нешто од глина, најпрви треба да ја ископаме. Потоа следи обликување. На следниве слики можете да ја видите постапката на обликување на глината. Откако ќе го обликуваме садот, следува сушење. Се до оваа фаза глината може да се врати во нејзината повратна состојба. Печење. Кога глинениот сад ќе се стави во печка, претрпува трајни промени и се претвара во преработен материјал. Потоа следи боење или украсување на садовите. Завршната постапка е глазирање. Тоа е слојот смеса со која се премачкува глинениот сад заради поголема цврстина, непропусливост и сјај. Природниот материјал е трансформиран во преработен материјал. Глината е природен материјал, но ја изменуваме за да можеме да ја користиме. Што гледаме на следнава слика? Токму така, ученици. Ова е мешалка. Зашто се користи мешалката? Мешалката се користи за правење на бетон. Што е потребно за правење на бетон? Потребно ни е чакал, песок, вода и цемент. Бетонот е готов кога состојките убаво ќе се измешаат и се добива густа течна смеса. Потоа се истура во претходно подготвен калап и се остава неколку дена да се стврдне бетонот. Наблюдувајќи парчињата бетон. Опиши го. Можеме да заклучиме дека бетонот е произведена карпа која се користи во градежништвото. Се прави од природни материјали, како чакал, што представува ситно издробен камен и песок,
вештачки материјали како цемент, кој е средство за сврзување и стврднување, и вода. Има сива боја, неговата површина е рапава, има цврстина и тежина како природниот камен. А сега да повториме. Ако тврдењето е точно, потребно е да кликнете да. А ако тврдењето не е точно, треба да кликнете не. Одиме со првото тврдење. Глината е природна карпа, но ја изменуваме за да можеме да ја користиме. Токму така, ученици. Да. Одговорот е точен. Следното тврдење е: за да направиме нешто од глина, најпрви треба да ја испечеме. Така, не. Одговорот е точен, затоа што глината најпрви треба да ја ископаме. Следното тврдење е: бетонот е произведена карпа што има цврстина и тежина како природниот камен. Да. Одговорот е точен. Задача. Истражувај кои предмети во вашата училишна зграда и училишниот двор се направени од природни карпи, а кои од произведени карпи. На овој час Адо не прошета низ времето и не научи кои карпи се природни, а кои произведени карпи. Доколку ви се допадна денешната прошетка со него, направете си спомен од неговото камено време. Користите природни и произведени карпи. Драги ученици, ви благодарам за вашето внимание. До видување, до наредното видување во некое друго време.